Ситуацијата е прилично лоша. Штетите врз овоштарниците се евидентни. Следните денови ќе се сумира процентуално во колкав обем снегот и ниските температури ги имаат оштетено јаболката во Преспа, вели градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски, кој самиот има овоштарник и смета дека временските неприлики се удар за целокупното земјоделие, а особено за јаболките кои според прогнозите годинава се очекуваше да остварат одличен пласман со род од околу 150.000 тони. Тозиевски најави дека со министерот Трипуновски ќе извршат увид на јаболкниците, а идниот период општината ќе ја прави проценката за потоа да може да се изврши обештетување од страна на Министерството за земјоделие. Изутринава разговарав со министерот, дали во денешниот ден или утрешниот ден ќе дојде тука да видиме за понатамошните постапки. Треба да знаеме точно колкави се штетите. Лично, ако ме прашате, би сакал да се што поминимални, ама првично, лично сум исплашен дека ќе има доста штета. Штети ќе има и кај сливите, крушите, кај сиите и праските. Црешата можеби ќе помине полесно, велат овоштарите. Пак ќе кажам, сливите, посебно крушите, за жал многу ќе настрада. За кајсијата да не зборуваме и за праските, ти одамна расуќе и ти веќе се 100% уништени. Пак ќе кажам, бидејќи сепак нашето поднебие возможува одгледување на квалитетна цреша, се уште, значи, таа, барем овие малку покасните сорти, се уште пупката затворена, се надеваме дека ќе преживеат. Порака на барем поголемите овоштари, дали своји пчелни семејства или други пчелари да ги стационираат во овие периоди во нивните овошни насади. Преспанските овоштари ланската година собраа род од 70.000 тони јаболко. Производството потврли за 30%, но јаболкарите велат дека јаболкото е со екстра квалитет. Како ќе биде годинава ќе зависи од тоа колкава ќе биде производството со оглед на ново настрадната ситуација со климатските промени. Оти намалениот пласман значи и раст на продажната цена.